Во трошна куќерка без елементарни услови. Вака живее шестчленото семејство Трајковски од Свети Николе. Секојдневието го поминуваат во 20 на квадрати. Толку успеале да способат. За останатите соби ќе чекаат подобри времиња. Трајковски се родители на 4 сина. Големите имат 10 и 4 години, а близнаците се стари само 15 дена. Поради пандемијата нашата екипа не ни влезе внатре. Новој родител како што вели, најтешко му е кога децата ќе побараат храна. Сега живеам од пријатели, што ми помагат пријателите. Они ми помагат со храна, они ми помагат со пари, парично. Они се ми помагат. Ево сега немам дома, леп се пресказа има еден леп. И сега они ја надбери банки на жената и на децата остави да јадат. Маргарин и леп јаде. Немам повеќе, што да јадам. Пред неколку години со кредит за само вработување Трајковски отворил фирма за заварување, но работата не тргнала како што мислел, пошто бил приморан да ја затвори фирмата. Моли за помош, бара од хуманите граѓани да му помогнат за да ги прехрани децата. Најнеопходно им е храна, млеко и пелени. Па треба ми млеко, храна за нас, постелина, на децата исто облекло, патички, кондурки. Ево де тук шо оде. Тоа е влечки, скинати. Како што ме гледате, јас сум лом целиот, шијам влечки. Шишиња мајка ми избира за да ни помогне. Од Центарот за социјални работи во Свети Николе објаснуваат дека во тек е процедура за семејството да добие додаток за трето дете и други додатоци. Бидејќи државата претходно беше во предизборен период, законот не дозволуваше да се исплати еднократна помош, објаснуваат од Центарот за социјални работи во Свети Николе. Трајковски останаа со мислата дека нивната приказна и во овие тешки времиња ќе допре до граѓаните кои помагајќи им уште еднаш на дело ќе ја покажат најдобрата човечка особина, а тоа е хуманоста.